Продолжува хаосот во затворот Идризово. Синоќа му го запалија службеното возило на директорот на затворот Зоран Јовановски на паркинг во Кисела вода зад економското училиште. За сега не се знаат мотивите, ниту дали директорот имал закани од некого. Тој одбива да даде коментар за пожарот пред неговата зграда. Од МВР излегува со штури информации. Велат дека се работи на расчистување на случајот. Немаме нови информации. Екипи на МВР направија увид и работат на расветлување на случајот. За сега нема да споделуваме информации што точно се презема, но доколку има нешто ново кое што може да се сподели со јавноста, ќе информираме. За сега полицијата знае само дека синоќа 3 часа после полноќ било запалено службеното возило на директорот, кој го паркирал пред својот дом. Во пожарот бил зафатен и дел од фасадата на зградата и алат на балконите од долните катови. Пожарот бил изгаснат од екипа на противпожарната бригада и нема повредени. Не е првпат да се опожаруваат возила на вработени во Идризово. Ланската година повеќе од 40 командири и чувари од Идризово си заминале поради закани уцени и заплашување со опожарување на возила. Алфа неодамно објави дека во најголемиот затвор во државата има дефицит на кадар, бидејќи вработените се заминуваат незадоволни од условите за работа. Дел од нив тврдат дека никој не ги заштитувал, а постојано се соочувале со закани по живот. Минатиот месец 17 припадници на затворската полиција се уапсени во голема полициска акција на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. 6 мина од нив се во притвор, а останатите останаа без пасоши. За хаосот во Идризово сведочат и двата тунели за бегство кои што беа пронајдени за време на редовна контрола во затворот. Вториот тунел беше откриен пред повеќе од 1 месец при претрес на обвинителството за други кривични дела. Неверојатно, во Идризово се спремало и големо бегство, како во сценариото на бегството од Шошенк. Властите најавија дека тунелите ќе бидат бетонирани. Повеќе од 1 година обвинителството и МВР истражуваат кој стои зад копањето и дали се изведувало со знаење на затворскиот персонал. За сега нема информации до каде е истрагата за тунелите.